Во ова интервју ќе збориме за сите причини поради кои ни одиме на терапија. Јао. Мајка ми е најзагрижена да бидам реална и она стука, ама Ивана, колку си постара, толку потешко е да се омажиш. Викам, знам, попаметно станувам. Дека сум од Свети Николе, нели ви кажав, но мајка е више многу мерак, кога се направи автопатот ми викаше до Скопје, кога се омажиш, ќе го накитиме целиот. Од Свети Николе до Скопје. Нека сија, нека цел автопат! Оти ние првинци сакаме да се мажиме у Скопје. И јас си викам, ги знам овие политичариве, имам време. И време зеба да го направи. Сега барам дечко од Охрид. Женска, како се викаш? Кога ќе замажиш? Како мислиш? Као 23 години, не, 25, па натаму веќе кога кај да влизам у просторија, здраво, кога ќе замажиш? Екам сам да бидам среќна. Генерално, може да доаѓа среќата од партнери од семејство, но се зависи од тоа кој што очекува и сака. Генерално твоите стендапи се за љубов, врски, релации, маж и жена, балкански фрустрации. Моите стендапи се генерално практичен водич како да не останеш у врска. Фаќаш дечко, правиш стендап, насред стендап станува ти раскинува и си оди. Океј, тоа ти се случило? Да. Упс. I'm very proud. Секој партнер мислам дека го сакаш различно, не може да се споредува. Нели кога ќе речат, ама не го сакам како што го сакав претходниот. Никогаш нема да сакаш никој како што си го сакал претходниот партнер. Ете, новиве генерации многу почесто гледаме дека се разведуваат. Што мислиш тоа, дали е окей или не? Конкретно кај мажите, откако ќе раскина долга врска и ќе биде повреден, неговата точка да се одмазди на претходната девојка е да се ожени веднаш после неколку месеци низ кратка врска и се тоа оди инстант. Ајде. Дали можеби твојот хумор, твоите стендапи ти се као копинг механизам на тоа што си го поминала во животот? Најголемата терапија во животот што ја направив, што можам да речам дека по професионално лице ти помогне, беа книгите, пишувањето. Тоа ми беше најдобрата терапија и уште ми е. А стендапот ми е лечење на својата душа, затоа што нема по-голема моќ да си направиш сметка на шега на своја сметка. Чекај малце, имаш напишано 5 книги. 4-5 на пат, се надевам дека ќе излез. Книгите всушност ги тераат луѓето да плачат. Значи моите книги се тажни. Луѓе плачат на нив. Океј. А сите беа, ќе се смеам кога ќе читам, не, затоа што тоа ми е терапија. И јас ако цело време се смеам на стендап, веројатно има периоди кога дома сум тажна и плачам. И има една поговорка, вели, тажен човек не пишува. Јас мислам дека повеќето од стендап, најдобрите стендап комичари се емпатични, длабоки луѓе кои премногу знаат за се и премногу... Стендап комичар, колку повеќе трауми имаш во животот, толку подобар стендап комичар си. Пример, не знам, ти починал родител, ти се случило предумирање искуство, си паднал на дното од животот. Се најлошо човек може да замисли, всушност стендап комичарите го имаат поминато дел од нив, оние што се најпознати, најдобри, и колку по траума имаш, толку си подобар стендап комичар, затоа ја напредувам. Македонија генерално може да начекаш луѓе речат боже мој, правите луѓе околу тебе ќе те прифатат и ќе речат као, знаеш како, си ја знаеме. Океј. Ама, мислам дека и на мене на тебе не треба терапија ако правиме шеги на работи што другите луѓе плачат. Да. Затоа што тоа е веќе точен знак дека ти е селф механизам, дефенс, селф механизам, се браниш од болка, а психолозите и психијатрите викаат дека мораш да ја почувствуваш болката за да се излечиш. Не ќам. То пишуваш моментално за стендаповите што те инспирира, маж и жени, пример, ме интересира кој е поголем романтичар, маж што носи цвеќе или маж што пример ке рече ја ќе ти ја испразнам машината вечер. Најголем романтичар е маж што немал секс долго време.
Објасни повеќе. Тој ги ти симна сите звезди за да дојде до тој момент. Они се најромантични. Он ги ти рече, никогаш нисам бил така заљубен, те сакам најмногу на свет. Тој ќе се јави на мајка му за да те представи, само за да ја убрза постапката, да дојдете до моментот да водите љубов. И во денешно модерно време они ни сваќаат дека онаа девизата ќе те искористи само за да имате секс. А као 2 сат навечер сакам да идам да читаме книги, нели? Као за тоа ќе идам кај него. Да, есеи да пишуваме. И не разбираат дека ако и двете страни доброволно се возрастни луѓе и сакаат тоа да се случи, не мора да се мачиш 2 сати да симнуваш месечината на девојката. Не, јас знаеш кога сум најромантична? Кога? Кога ќе запозна маж, ќе влезе кај мене во стан, дека сама живеам, веќе ме боли глава од мајстори, кој на пример ќе примети дека штекерот е, не знам, изваден од зидот, ќе рече срцка, да, ја ќе го наместам штекерот. Јас сум, што сакаш да ти сготвам? Не сум госнала никој до сега. Не знам, сакам нели води по пример. И сега одам на кафе, дечкото не ми клика, нема хемија, нема конекција, нема привлечност, а од негова страна има. И сега не сакам да се форсирам, да се случи нешто што знам дека нема да се случи. Наместо да се кријам или гостинг да правам, пишувам многу убава културна порака, каде што објаснувам дека едноставно не сме на истиот левел и не знам, нема привлечност од моја страна, не е дека не знам во него проблемот, тука едноставно нели хемија не можеш да ја со копче наместиш. Не сум сретнала маж до сега што има храброст, кажи, слушај, тоа не ми се допаѓа или не го барам тоа или не знам што, тука само го снуваат. Не ми е јасно зошто го прават тоа. Дали е тоа кукавичлук или, пример, некој денешен начин, културно да кажеш, немам храброст да ти кажам дека не сум заинтересиран? Мислам дека е недозреаност. Обично луѓе што се плашат од конфликт и од вистината и од разговор тетате се недозреани луѓе. Луѓе што ги избегнуваат и можеби емоциите. Буквално тоа е дете. Секој дете бега од одговорност, нели ќе скрши нешто и ретко кој дете кој да рече ја го скршив, така да ова исто дека не ми се допаѓаш, не сакам пак да излезам со тебе или не знам друга цел имав, не ми беше врска цел. Кажи, ама треба да си возрастен и емотивно зрел да го направиш тоа. А што мислиш што е полошо, маж што те остава на син или маж што ти враќа после 3 дена со извини, гужва бев? Маж што ти враќа после 3 дена е полошо. Барем ако сум на син, веднаш ќе бидам... Ке знаеш. Да. А ова после 3 дена е топло-ладно и тоа е многу полошо за мозокот, бидејќи тој допамин што ти го прави мозокот кој ќе ти добиеш пораката после 3 дена кај си, возбудата и ти пак и тоа е хукот, се закачуваш пак за него и после пак чекаш после 2-3 дена дали ќе пише. А вака веднаш кога ќе види пораката и гледаш дека не враќа, мозокот процесира дека не заслужуваш таква личност, заслужуваш ништо подобро. Ама од овие две верзии полошо маж што живее со мајка му и татко му. Детето копира тоа што прави родителот. Ако таткото кесите на мајката не ги земе да ја помогне за да не е тешко, да не ги носи, од каде детето да научи пример како треба да прави. Нема ништо по како да кажам, позаводливо, поатрактивно од маж што знае дека ти си комплетно способна да ги носиш кесите, куферот, теглата да ја отвориш се, знае дека можеш, нема да ти дозволи и ќе го направи тоа пред да побараш помош. А они немаат барањето и не знаат што бараат. Мислат дека знаат, ама не знаат што бараат. Викаат дека жените имаат многу барања, а ја верувам и тврдам дека жените немаат многу барања, туку жените сакаат се што веќе имаат да го има и мажот. А многу е тешко да стигнеш до тој левел, затоа што ако не си амбициозен, не си напорно да работиш, навистина не може тоа од неба да ти падне. Следниот стендап е во Словенија. Нема да правам на словенски јазик стендап, меѓутоа Балкан вечер ќе биде, ама горда сум многу затоа што мислам дека сум прва што оди на Панч фестивал. Ми беше желба може 3 години да настапам на овој фестивал. Ќе заборев уште еден стендап имам што ми е многу важен. Да. Паблик Рум е првото место кај што воопшто настапи во живот. На 12 септември со Драган Маца правиме стендап овде
со мојата продукција Златен Зап, Марија и Владо, мислам дека ова заслужуваат едно големо браво, затоа што сакав да пробам да правам со српска звезда соработка. Официјално би била прва, затоа што јас вистина го работев форматот на стендап како што е вистински стендап. Каде што не е стендап да раскажуваш приказни или да раскажуваш шеги или да глумиш, затоа што многу глумци работат стендап, меѓутоа не е глумење, не треба да биде представа. И сега пред мене знам дека имало жени во Македонија што пробале стендап, не именувам никош имиња, не бил можеби вистинскиот формат на стендап затоа што стендап културата не била развиена до тој степен, па затоа би рекла дека официјално можам да се кажам како прва стендап комичарка, бидејќи работев на професионална стендап сцена надвор од Македонија и во Македонија. Си на некоја дейтинг апликација, Bumble, Tinder, ваму таму? Собирам сили да се пуштам на Bumble за да не умрам сама. Мислам дека ќе се пуштам и дека дефинитивно ќе сакам да умрам сама. Затоа што мене ми се допаѓаат филтрите на Bumble кои ќе стават као, не знам, барам врска, барам casual. Сакам да знам што бараш. И ќе прочиташ некој таму 40 нешто години, сакам casual. Господине, единствено casual е само гравитацијата што не убива и двајцата и оно ќе почна телото да ти виси, да ти паѓа. Сакам да пробам со струјници. Океј. Тоа функционира уште? Порано го функционирало затоа што луѓето биле добри во проценка на што ти треба. Оти некогаш може да мислиш дека тоа ти треба, а всушност да не е точно. Струјници мислам дека ќе се врати се повеќе и повеќе, затоа што многу е добро некој да ми гарантира дека, нели, нема 100% гаранција дека е добар во главата, ама барем 80% да добиам дека, нели, е добар во главата, ја ќе бидам среќна. Дали имаш предрасуди кој ќе пише прв, дали ти ќе пишеш или тој ќе пише? Имам. За тие работи сум ограничена ко балкон. Не е дека сега, нели, ќе ми падне мене круната ако јас прва пишам. Меѓутоа, едно е што се бориме за рамноправност, значи феминистки нема врска со тоа да ја да бидам маж. Ја не ќе да бидам маж. Јас се уште сакам да бидам жена. Ние жените имаме у глава еден спис, немој да ми каже дека возиш стопинец. Првите 6 месеци воопшто не живеам. 6 месеци правам обсервација да видам дали таа личност е за мене, затоа што првите 3 месеци се даваме најдобрата верзија од тоа кој сме, што сме, како сме, сакаш да го импресионираш, сака да те импресионира. Таа е на ханимун фаза. После третиот месец веќе почнуваат маните да доаѓаат на површина. Тоа е многу клучен момент, затоа врските се распаѓаат горе-доле статистички. Во првите 2 недели, ако е само за секс, нема да дојде на заврска на едниот или на другиот. Во првите 3 месеци, ако не се импресионираат или не знам, се фаќаат во лага, во првите 5-6 месеци, 5-6 месец раскинуваат затоа што маните кај другата личност ти сметаат и не можеш да ги прифатиш. После 6-тиот месец, ако ти можеш да живееш со маните што ги гледаш во другата личност, тоа значи дека врската има големи шанси да опстане, бидејќи нити ја можам да го сменам, нити он мене може да ме смени. Единствено нешто што може да направиме е да си ги прифатиме тие мани, и ако ја можам да живеам со тоа, ќе бидеме среќни, ќе бидеме долго време заедно и нели, секогаш е компромис, се менувате со тек на годините, не сте дрво, значи ти ќе се смениш, он ќе се смени. Многу е важно да останете на тој ист левел, а не сега едниот да оди напред, другиот да тапка или да оди надолу. Нормално дека ќе се промашите и ќе прекине таа конекција. Грешка во живот. Што мислев дека на 36 години не можам да направам толку апсурдна грешка, да јас се заљубав потенцијал на човек што е многу паметен и интелигентен. И си викам, ако е волку паметен и интелигентен, он ќе направи нешто во животот. А заборам многу клучен детал. Може да е најпаметен на цел свет, ако е мрзлив, он нема ништо да направи, ако не е амбициозен. Така да веќе не бркам потенцијал, бркам дела. Сакам да видам. Само мислам дека ние, еве миленијалс да речам, генерација јас и ти, пак бевме малку по-храбри. Ги гледам младиве генерации, Gen Z, испод чест ми е мене или понижувачки ми е да го прашам шо сме. What? И јас сум во стил, не морам да го прашувам што сме. Ако јас и он имаме физички контакт, ја и он сме заедно,
ако сакам да сум во врска и го кажувам тоа, се подразбира. Кажуваш, сакам еден ден да имам фамилија, сакам да се мажам. Ако не ќе кажуваш, периодов ми е многу зафатен, барам да се релаксирам, сакам да имам друштво. Значи, луѓе разговарајте. Да, ма повеќето што ги гледам не разговараат и некако ги избегнуваат тие работи. Па затоа и завршуваат во тие situationship. Ако го избрзаш тој момент, природно ќе влезе врската во situationship, затоа што еден на друг си давате веднаш тоа за кое што има некоја убаво е, сладко дека се освојувате, дека да дојде до тој момент. Значи, го скокај да тој дел, кај брзат. Само тоа што сум љубопитна, што многу луѓе знам, и што имам многу машки другари, повеќе машки другари би рекла од женски, ја веќе знам точно различен карактер да проценам и знам каде да флиртувам. It's a gift. Кат.